3,7 милиарди денари е досегашната владина финансиска поддршка на 87 компании од македонскиот исток. Објави денеска вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи при работната посета на Кочанскиот крај. Голема заслуга за тоа е користењето на новоизградениот експресен пат Штип-Кочани, што овозможи брз, безбеден и навремен транспорт на луѓе и стока. Од почетокот на законот, заклучно со 2022 година, само во источниот регион имаме исплатено над 630 милиони денари по законот за финансиска поддршка на инвестиции за 3,7 милиарди денари инвестиции на 89 компании. А само во тековната 2023 имаме склучено нови 44 договори. Со реализација на овие нови инвестиции се покажува дека како влада имаме изградено реален капацитет и услови за потекнување и реализација на нови инвестиции во делот на реалниот сектор, кои отвараат нови и добро платени работни места за сите наши сограѓани. Во делот на зачувување на животната средина, експресниот пат и неговото користење несомнено игра важна улога, потенцира министерот за заштита на животната средина Каја Шукова. Подобрената патна инфраструктура дава можности за екотуризам во овој дел на државата, бидејќи тие заштитени подрачја треба да ги негуваме, меѓутоа треба да бидат дестинација секако за туристите од државата, но и туристите надвор од државата. На самиот крај, кратко резиме, патната инфраструктура ќе ни помогне секако во подобрување на квалитетот на животната средина. Сегашниот транспорт на пациентите до здравствените центри е посигурен, побезбеден и побрз, посочи заменик министерот за здравство Маја Манолева. Освен тоа, ваквите патишта овозможуваат и поголема безбедност во патувањето на нашите граѓани, што секако ја намалува потребата, можноста од евентуални сообраќајни незгоди во тек на патување, но истовремено значи секако и многу полесна комуникација и стигнување на нашите граѓани кога имаат потреба кон соодветните центри, здравствени установи во нашата држава. Експресниот пат Штип-Кочани е завршен во 2022 година. Чини 46,7 милиони евра, а должината е 28 километри.